Почитувани, по пресконференцијата на СДСМ за работата на јавното предпријатие Комуналец, чувствувам потреба да ги демантираме лагите кои константно се насочени кон работата на јавното предпријатие и изворно да ги информираме граѓаните за состојбите. Во ниту еден момент собирањето на сметот и сите останати обврски на јавното предпријатие не се доведени во прашање. Уште неколку факти со кои ќе се докаже кој работел домакински, а кој не. Во 2018 година, само по основ на репрезентација и спонзорства биле потрошени 3 милиони и 900.000 денари, а пак во 2019 уште повеќе 4 милиони и 800.000 денари. За разлика од овие расипнички трошоци, во 2024 година се потрошени 1 милион и 300.000 денари, односно 3 до 4 пати помалце од изминатите споменати години. Исто така сакаме да информираме јавноста дека со доаѓање на власт наследивме кредит од 20 милиони денари, од кој немаше ни една уплата, па во период од 2 години го затворивме тој кредит, целосно го исплативме и имотот се ослободи од хипотека. Исто така овој кредит имаше значително влијание во нашето финансиско работење. Јавното предпријатие Комуналец во изминатите 3 години може да се пофали со зголемување на приходите од 30 милиони денари, односно наплата по физички по правни лица над 82%, што во превод значи 155 милиони денари само по овие основи. И исто така е добро да се спомене дека имаме помал број на вработени од наследената ситуација во 2021 година, но со порастот на платите, а без промена на цените на услугите, од 30 години, овие трошоци се значително зголемени. И на крај, сметам дека е чесно советникот Николовски да им се извини на битолчани за дрското манипулирање и кажување невистини кон јавноста за работењето на нашето јавно предпријатие.